Така, следуваат минути за вториот разговор во студиото. Ќе му кажам добро утро на Тони Димков од Македокс. Добро утро. Колега, пријател. Тони, како си? Па добро, се уште отварам очи, меѓутоа добра е за утринска програма, секогаш човек треба да се подготви така ментално повеќе отколку физички очите, независно дали се отварат и затварат. Така. Македокс веќе 10 години. 10 години, 10-то издание годинава. Еве, за 20 на дена. Особено ми е драго што се задржавте и 10 години годинава се подготвувате. Меѓутоа, јас сакам една мала ретроспектива. 10 години на вистина промоција на мали краткометражни документарни филмови. Што ќе кажеш ти за овие 10 години? Како помина Македокс? 10 години Македокс, пред се треба да кажам, да потенцирам дека иако Македокс го следам како новинар, нели, од првото издание, сепак како дел од екипата сум во последниве 5 години, а пред 10 години е основан од една мала екипа на љубеници, би рекол дури фанатици во документарниот филм, поточно станува збор за креативни документарни филмови, значи филмови што нели жанровски се разликуваат од она што често знаеме да го гледаме по телевизиите, репортажи, патописи, есеи и такви работи. Значи станува збор за филмови кои што сепак одат на едно ниво повеќе, кои што повеќе се држат до приказна, до соговорници, до протагонисти. Некои од креативните документарни филмови се снимаат по 5, по 6, по 8 години. Сме имали и такви примери што нели на филмови што биле прикажани на Македокс, така што една мала група влюбеници во документарниот филм, предводена од Бранд Феро, Петра Селишка и Киријана Николоска, значи го основаат и околу нив со текот на годините се собира едно јадро кое што сега е 30 на луѓе. Во текот на реализацијата на Македокс таа бројка се зголемува до 60-70 луѓе, значи една група на луѓе кои што едноставно својата страст и својата љубов ја изразуваат на тој начин што ја промовираат уствари документаристиката. Секако Македокс со текот на времето, освен таа иницијален момент, почнува да ги шири, односно да ги развива своите слоеви, токму затоа е избран кромидот како символ на Македокс, затоа што не е само фестивалот, туку има повеќе слоеви кои што се налепени на оваа идеја. Чисто можам да ги набројам, нели, уште од првата година веќе почнува и патувачкото кино, потоа се редат, значи, проекти кои што се поврзани повеќе со едукација, Македокс во училница, Македокс во кино, низа проекти кои што се реализирани, а посветени или фокусирани на документарниот филм, така што ова е најкраткиот обид да се објасни тоа што се случува со Македокс во овие 10 години, пред 10-тото, нели, пак е тоа мал, меѓутоа е јубилеј. Важно е што е задржан во континуитет, а за овие простори на Македонија многу битен жанровски сегмент за да се задржи документаристиката. Секогаш сме имале, мислам дека како приоритет во менталниот склоп кај нас, кај македонскиот народ, сме биле склони кон документаристиката. Може би имало некој вакуум простори, меѓутоа тоа историјата и го покажала. Така. Мене ми е особено драго што може би, како што и вие споменавте, се оди над онаа базата, основата на документаристиката, меѓутоа важно е секогаш да се оди нешто плюс. Така, факт е дека е единствен фестивал посветен конкретно на креативната документаристика и што како таков успеа да обстојува, бидејќи еве од порано се знаеме, значи во периодот кога јас работев тука во оваа куќа имаше силна документарна програма која што нели беше базирана на 30 на месечини во тоа време автори кои што секој месец работеа, снимаат документари, не беа тоа можеби креативни документарни филмови, меѓутоа беа филмови, беа патеписи, беа документарни филмски есеи, што со текот на времето тоа згасна. И сега се обидуваме на некој начин одново преку Македокс да се на некој начин воскресне, нели, таа дејност. Македокс излеговте и од границите годинава. Па годинава со патувачкото кино на Македокс прв пат излеговме од границите со тоа што ние си ја насловивме таа тура околу Охридското и Преспанското езеро, бидејќи имавме проекции, нели, во македонските села, меѓутоа имавме и 3 проекции во преку граница во Албанија. Тоа беа Бучимас, Пустец и Лин. Тоа се
Бучима се едно мало местенце кое веќе станало населба на Поградец, на градчето Поградец. Лин е селото кое што е карши со Радожда, каде што пак беше нашиот камп на патувачкото кино и отидовме во Пустец да видиме да го видиме тој прво прекрасен крај на таа страна од Преспанското езеро и да ги однесеме нашата страст и ентузијазам кон документарниот филм и на тие луѓе таму. Верувам дека ги прикажавте филмовите, а од друга страна, она што целосно мото го кажуваш за креативен, верувам дека доста инспирации и креативни идеи се родени токму на онаа крајбрежје од другата страна на Македонија, особено кај бидејќи екипата е составена и дел од екипата сепак се професионалци на кои што тоа им е основна работа, дејност, кои што независно од Македокс и од патувачкото кино и проектите што паралелно се тераат со Македокс, значи тие и кога работат во текот на годината, значи работат токму на тоа, на документарни филмски проекти. Како велиме, перцепција во 3-4, во 4. Значи секој од тие места е инспирација за бројни приказни, само токму тоа е, нели, моментот да се востануваат некакви принципи на кои што нели би можело да се создадат креативни документарни филмови. Значи може ние да имаме тоа што излеговте од границите, тоа сакам да ве прашам. Да, затоа што тоа во текот на овие 10 години ние цело време се обидуваме да создадеме еден слој повеќе. Така што ова е еден слој повеќе. И едноставно ни беше доволно да се увериме дека во суштина границите и не се битни. Нели тоа е тоа што нели и идејата за Европската унија сака да го докаже, дека границите не се битни, дека реакциите на децата, на луѓето малтене се исти секаде. И едноставно, значи, ние некогаш дури со нашето присуство во некој од селата со патувачкото кино, дури ги збунуваме луѓето. Зашто тука, зашто со нас, зашто вие. И едноставно се обидуваме да им објасниме дека тоа е нашата цел, да шириме таа мисија нели на страст и љубов кон документарниот филм. И секога сме пречекувани, да не речам, со широки раце. Покрај проекциите, значи знаеме да направиме да се дружиме со луѓето, мештаните од местото каде што сме присутни, да прошетаме во нивните домови, градини, често знаат да понудат кафе, домашна ракија, вино, некој печел домашен леп, така што има еден вид на комуникација која што нели од друга страна пак ги отвора тие можности да се појави нова идеја, значи нова приказна. И секако, значи не сето тоа може да се сними, меѓутоа веќе имаме систем како тоа да го направиме и веќе почнавме да преку проектот Доку Николци, кој што се работи веќе трета година поред, оваа година имавме третата генерација Доку Николци на патувачкото кино. Значи лани беа снимени 3 документарни филмови кои што произлегува од Доку Николци. Поточно прелани беа 3, лани беа снимени 4 кои што пак годинава ќе бидат прикажани на 10-тото издание на Македокс. Значи веќе се искристализира таа идеја и веќе имаме продукти кои што се произлезени од инспирација. Одлично. Знам дека не сте конкретизирани околу годинишново. Со што, какви информации располагаме за годинишново 10-то? Значи, конкретизирана е програмата практично на 10-тото издание на Македокс. Ќе се одржи фестивалот од 21 до 28 август. Со тоа што за едно 15 на дена ќе имаме и тематска пресконференција на Македокс за програмата на фестивалот. И во таа смисла, значи, филмската програма ќе ја објавиме тогаш, иако сега за сега, значи, битно ни е и нас... останувате? Во Куршумлијан и во МКЦ оваа година ќе се одржи фестивалот. Куршумлијан ни е гнездото, нели? Тоа е препознатливиот имидж на фестивалот. 10 години сме во Куршумлијан, би сакале да останеме и понатаму, меѓутоа има низа работи кои што не зависат од нас, ќе видиме како ќе се одвиваат, но остануваме во Куршумлијан. Детската програма ќе биде прикажана во Младинскиот културен центар, во опција уште една локација која што дополнително ќе ја објавиме од технички причини. Станува збор за мастер класот на Виктор Косаковски,
Задоволство ни е што Виктор доаѓа оваа година на Македокс, повеќе години сакавме да го донесеме, бидејќи станува збор за човек кој што влегува во врвот на не само европската, туку светска документаристика, кој што ќе одржи двочасовен мастер-клас, кој што ќе ги образложи своите 10 правила за снимање на документарен филм, а меѓу првото правило негово за снимање на документарни филмови е дека доколку вие не чувствувате желба да снимате филмови, значи воопшто не треба да снимате филмови. Не се фаќате за таа работа, така. И понатаму ги реди своите 10 правила, би сакали и ова да додадам дека исто така би сакале да најавиме дека во рамките на Македокс ќе се одржи прв пат, мислам, во нашата држава така голем форум. Го насловивме Make Co-Pro Docs. Тоа значи ќе биде форум на продуценти и на автори на документарни филмови. Се очекува присуство на 100 луѓе од целиот регион, се очекува присуство и на луѓе кои што се занимаваат со продуцирање и копродуцирање на филмови од Данска, Норвешка и Шведска. И тоа се надеваме дека ќе биде силен мотив за продуценти и автори од целиот регион да дојдат во Скопје и тука да воспостават некакви принципи на соработка за да може да се создадат копродукции и на тој начин полесно да може да се стигне до документарен креативен филм на овие простори. Навистина, ова се што ни го раскажавте, имате работа, меѓутоа работа мислам дека одлична, каде што ќе има и публиката што да види и програма која што особено за влюбениците во документаристиката ќе може да уживаат во Значи филмската програма ќе биде плюс на ова што само сега го навестив, а повторно ќе имате можност нели да го дознаете на таа пресконференција што ќе одржиме за 15 дена во очи на почетокот на 10-тото издание на фестивалот Македокс. Добре, имате работа. Тони Димков, јас ти благодарам за учеството во утринската програма на Националниот сервис, што одвои време и што навистина со твоето присуство ни прераскажа во кратки црти, можеме да кажеме, за значењето и за одржувањето на 10 годишното Македокс. Благодарам и на вас и се надевам повторно се гледаме за 15 на дена. Музичка номера и последниот наш гостин, градоначалникот на Крушево.